Убиствата и честите насилства кои се случуваа изминатиот период ги поттикнаа младите да го кренат својот глас. Денеска дебатираа дали во државата има прекумерна агресија, се врши ли тортура врз населението и како да се спречи насилството. Сметаа дека надлежните институции како полицијата и судовите користат нагласена тортура на различни начини само за да дојдат до посакуваната цел, што е спротивно на вредностите во едно демократско општество. Државата не треба да ја користи тортурата во ниту еден случај, бидејќи дознав дека всушност таа не може да биде толку ефикасна и дека другите операции кои што ги прават интелигенциските единици може да донесат многу поефикасни резултати при пронаоѓање на терористите и било каква закана која што може да ја снајде државата. Средношколците сметаа дека во земјава повторно се разгореле етничките тензии, што е доволна причина за дополнителен страв меѓу населението. Да се почне со еднакви школи за сите, кај што сите ги учиме каде што сите ги учиме во една школа, без разлика дали ги учиме на албански, на македонски, на турски или на ромски јазик, дека сите треба да учиме во еднакви школи, дека најнапред дека се почне од примарниот дел од социализацијата во детството, дека ако не учиме таму да коегзистираме, понатаму сите останати проблеми со тензијата би се решиле на многу поинаков начин од како се решаваат сега. Државата мислам дека треба да почне отворено да промовира некои кампањи со кои што ќе ни покаже како уствари ние сме сите заедно живееме во една држава, сите коегзистираме тука многу долго време и сметам дека преку тие кампањи за луѓето да почнат да соработуваат меѓу себе без разлика на која етничка група припаѓаат, на која националност и слично. Од Младинскиот образовен форум вела дека се потребни дебати за да се слушне гласот на младите за политиките кои ги води државата. Свесни сме дека темата насилство во моментот и во Република Македонија и во светот, особено во контекстот на борба против тероризам и заштитување на слободата на своите граѓани е многу актуелна и баш поради тоа ја бираме како тема за националното дебатно првенство, бидејќи тоа е шанса да ги натераме средношколците, младите средношколци кои што реално немаат многу вакви прилики каде што може да истражуваат за своите ставови, најпрвин да истражуваат, да се запознаат детално со темата, а потоа да донесуваат било какви одлуки и врз основа на тоа да ги базираат своите ставови. Во националното дебатно првенство кое се одржи изминатите 3 дена беше организирано од страна на МОВ, учествува околу 100 средношколци од 9 градови во државата.